Една успешна промоција се одржа викендо, поточно во саботата во Домот на културата во Пробиштип. Детали за овој настан од прилогот што следи. Во прекрасен амбиент, во присуство на истакнати личности од градот и останати гости, во саботата во Домот на културата во Пробиштип беше промовирана книгата Животот и сиот тој джез, чиј автор е нашата сограѓанка Сандра Пановска, која е родена во Штип на 8 јули во 1996 година. Основното училиште го завршила во Општинското основно училиште Никола Каре во Пробиштип, а подоцна со своето средно образование продолжила во средното општинско училиште Наум Номовски Борче. Сандра, во моментот покрај тоа што твори, таа е студент во 4-та година на Природно-математичкиот факултет во Скопје на молекуларна биологија. Воодушевена од нејзината прва книга, Пановска на својата промоција за телевизија Протел изјави: Иако е Животот и сиот тој джез, не зборува само за джезот, значи само за музиката, туку джезот е земен како компарација за животот и неговата мешавина од настани, од среќни и несреќни, од успеси и падови. Тоа ми беше, значи, идејата за насловот. Инаку романот е љубовно семена драма, обработува настани од секојдневниот живот. Настани на многу мои пријатели ми били инспирација за некои делови од книгата, исто како нормално и од мојот живот, меѓутоа ќе кажам дека не е автобиографска книгата и ќе се уверат сите оние кои што ќе ја прочитаат. Ова е прва твоја книга. Се надам дека нема да биде и последна, можеби веќе во твојата домашна фиока стоат уште многу текстови кои што се спремни еден ден да излезат во јавност, и тие како оваа денешна книга. Па да, ова е моја книга и можам да кажам слободно дека еден од најважните настани во мојот живот. Почнав да пишувам нешто друго, меѓутоа ќе потрае нели додека да се реализира. Прво да видиме како сето ова ќе пројде и колку ќе биде успешен романот, па се надеваме и на втор. Еве, на кој начин протече самата манифестација, односно самата промоција на книгата во Пробиштип? Па јас сум изненадена од заинтересираноста на луѓето за романот и за самата промоција, така да задоволна сум од тоа како сето се одвиваше и од интересот што луѓето го покажаа за ваков вид на манифестација. Сепак не е нешто што се дешава секој ден. Кој ти помогна, се разбира, за да се реализира ова творечко дело? За издавањето на романот работеа, можам да кажам, тимот стручни соработници. Значи, почнувајќи од лектор, како лектор се јавува професорката Бранка Арсова, рецензент познатиот режисер Антонио Митрикевски и Дејан Николовски, кој што допринесе со неговата графичка обработка романот да изгледа вака светски како што изгледа сега. Сандра, покрај тоа што успешно твори, што работи во моментот? Сандра е студент на молекуларна биологија, што нема врска со пишувањето, но во слободно време, значи, читам многу книги и од некаде од таму ми произлезе и идејата, еве, и јас да напишам книга. Животот, како и джезот, е мешавина на успеси и падови, на среќни и тажни моменти, на кривини и автопати. Ова е книга за љубовта, но и за една млада жена која ќе се обиде да си го пронајде патот во животот. Животниот пат не е исполнет со цвеќиња. Постојат кривини, трње кои треба да се изодат. Животот е еден. Тој ни е подарок и поправен нема. Треба да го изодиме до крај. Приказната зборува за љубовта, вербата и надежта. Да се биде борец, ова е дел од рецензијата на книгата Животот и сиот тој джез, за која зборува рецензентот Антонио Митрикевски, професор на Факултетот за драмски уметности, писател и режисер. Би сакал да напоменам прво дека ми е драго, многу драго што Сандра се обрати да напишам рецензија. Јас сум човек од филмот пред се, од филмската слика, и кога ја прочитав книгата, видов дека има визуалност, раскажана е во слики, да не речам. И така да се осмелив да напишам рецензија. И друга работа која за мене е многу важна, што оваа книга преовладува со љубов. Преполна е со емоција, со љубов. Несебично Сандра ја дава таа љубов
и сите ликови како да имаат една аура со емоција, што е можеби карактеристично за балканскиот народ, али тука има нешто што би го издвоил, а тоа е да се издржи, да се обстане. Ние сме емотивни. Ние, живејќи на Балканот, да кажам балканците, македонците, кажувам балканци затоа што мислам дека книгата навистина заслужува и би требало да се промовира и надвор. Балканците со својата емоција многу рано, многу често се истрошуваат. Така да ние веќе на 40 години сме истрошени, изморени, да не кажам од животот. Така да книгата Животот и сиот тој джез на Сандра Пановска дава навистина една верба и надеж да се обстане во тој живот. Да се обстане и да се издржи. Оти најлесно е ние да се предадеме. Најлесно е човек при првите проблеми да се предаде. Да не кажам да го направи најлошото. Ние мораме да обстанеме. Тоа е нашата задача во овој свет. Останувајќи да не ја губиме вербата, надежта, а пресве љубовта. Еве, како вие лично ја оценувате Сандра како поет? Па, Сандра е за мене една, навистина, еден прототип на една девојка од таа нова генерација, светска, амбициозна, работлива, интелигентна, борбена, која сака да биде студент на најстрогиот професор, да се избори со тоа, да се избори со предизвици во животот. И на некој начин се гледа дека она има богат свет внатрешен. И тој свет како порив сака да го изнесе надвор од себе. Без разлика кој ќе ја чита оваа книга и во чии раци ќе падне. Значи, ја тука, како професор, работам со млади студенти и ги промовирам, сакам да успеат, сакам да некој слушне за тие анонимни луѓе, анонимни на почетокот, а после да ги видиме, смело можам да кажам, како звезди. Препорачувам топло оваа книга, колку што може би требало да се направи реклама, може би требало и една промоција во Скопје, тука сум секако расположен и да ја промовираме во Скопје книгата. А од друга страна, ја реков дека книгата е доста визуална. Значи има една приказна која убаво се следи, што е неопходно за секој филм, зборувам за игран филм. Така да не е исклучено да и понуда на Сандра да направи еден синопсис краток, да видиме како ќе личи оваа приказна преточена во филм, па потоа тритмент, една приказна и на крај едно сценарио. Сепак знаеме филмот колку бара средства, колку е скапа работа, една скапа играчка, али ќе дадам потик и желба да се потруди тоа да го направи. Луѓето пишуваат за работите кои се плашат да ги кажат или да ги признаат. Полесно е да ги напишат и да се надеваат дека никогаш никој нема да ги прочита или пак не. Ова е мал дел од книгата Животот и сиот тој джез, иако неговата авторка не се плашала да го сподели со нас она што го напишала на хартија. Еве, уште едно творечко дело во Македонскиот книжен фонд, насловено како Животот и сиот тој джез.